Добар ден, добродојавте во уште едно издание на Вистината во лице. Овој пат ќе биде нешто не секојдневно за вас. Навикнати сте да ја гледате Вистината во лице, да има соговорник кој има некаков проблем, кој ќе си го каже, јас ќе го прашувам и така. Но овој пат решивме и од сега па натака решивме да ве почестиме со подкаст бонус, би го нарекол. Тоа е една моја своевидна анализа за сите подкасти што сме ги правеле до сега, па ќе кажам збор 2-3 за тоа како се одвива гледаноста и што сум очекувал, што се случува, како проаѓа тој процес, што би го рекол јас зад завесата или зад камерите што се случува. Вие сте ми верни поддржувачи и фанови и мислам дека е ред и време да ви соопштам и да ви информирам околу тој дел. Започнавме со првиот подкаст кој беше многу емотивен за мене. Тоа видео го снимав за мојата мајка, за онкологија говоревме. Иако беше можеби најемотивен така изнесен подкаст од мене, тој подкаст е најслабо гледан. Но во ред, нормално дека не е ништо страшно и има и такви подкасти, мора да е некој и најслаб. Се на се, овие неколку подкасти откако постои Вистината во лице, јас сум презадоволен како течат и како се одвива таа работа во однос на гледаноста. Нескромно, до сега, кога ќе се собере сето она што сме го сработиле, се доаѓа до една бројка од околу 30.000 посети на моите видеа, што е стварно огромна цифра за почеток на едно такво шоу, на еден ваков подкаст. Замислете си, ние сме само на почетокот од патот на еден ваков подкаст, да има прегледаност над 30 или околу 30.000, тоа е стварно една фрапатна бројка што ви симнувам капа, многу ви благодарам. Чест ми е што соработувам и што Вистината во лице ви ја прикажувам токму на вас како гледачи, вие го заслужувате тоа. Го пуштивме како еден пилот програм да видиме како ќе се одвива меѓу вас народот, дали воопшто има некаков фидбек, дали ќе забележиме дека ова нешто вреди да се прави или нема да вреди, па ќе го згаснеме. Но сега за сега, јас и мојот тим сме многу задоволни како се одвива во тој поглед. Видеата, подкастите имаше многу теми. Вториот мој подкаст со кој направив бум, значи по кој ме дозна многу луѓе и сконтактира уште толку луѓе, обидувајќи се да им го решам проблемот. Благодарам на сите вас кои ме сметате за еден релевантен новинар во тој поглед, што ми ја доверивте вашата приказна и вашата сторија, што се надевавте и што се надевате дека можам да влијам со овој мој медиум да придонесеме да ви се реши вашиот проблем. Имаше разни случаеви, еден од нив, вториот поред, е случајот со Миле, дечкото од Неготино, кој беше исчезнат, и тој случај е на моја иницијатива. Јас се решив и се одлучив да се зафатам со тој случај и ни воопшто се покажа дека воопшто не сум погрешил што сум решил да се занимавам со овој случај. Многу истражував со недели на оваа тема, токму и за тоа резултатот еве говори дека 20 и кусур илјади луѓе го виделе овој подкаст. Темелно и детално истражував на оваа тема, бев доста подготвен и подкован, но и покрај тоа
како што го снимав и третото видео беше токму за овој подкаст, кое јас се обратив до нацијата да соопштам дека јас имам своевиден притисок, индиректни закани, како што кажав тогаш, кој знае да препознае, ќе препознае, кој не, индиректни закани по повод да го избришам тоа моје видео и тоа од близок член на фамилијата, како што кажав. Не сакам да кажам со име и презиме, ни сега, ни тогаш не го спомнав тоа, не го ниту направив, заради тоа што човекот се повлече. Тогаш јавно запрашав на кого е во интерес да се сокрие случајот околу Миле и за среќа работата таму и застана, замре, така да што се однесува до тој поглед, тоа беше мојот трето видео. Многу, исто така и овие денови се крена огромна фама околу овој случај, што е нормално. Младо дете е исчезнато и не се знае дали е жив, дали е мртов, дали е во манастир, каде, што е, како е. Некои излегоа со теории, со тези дека должи пари, дека се крие, го крија, дека некој знае, не знае. Има многу теории околу оваа тема, само јас имам обработено 5, значи немаце 5 вистини има околу се во ова, 5 теории на вистини, инаку вистината е една и вистината е како шило, кога тогаш на крај мора да излезе на виделина. Третото моје видео, третот подкаст беше токму, како што спомнав, околу исто така Миле. Овие денови се консултирав со свештено лице, разговарав со отец на моje барање, да се информирам околу тоа дали е воопшто возможно човек своеволно да се сокрие во манастир, заради тоа што до мене допреа одреден број на гласини, многу луѓе ми се јавија од тој крај, што ми соопштија дека знаат многу случаеви, дури ми ги кажа и со име и презиме, кои луѓе се сокриле во манастир, во кој манастир, не сакале да бидат откриени, одреден број на луѓе, се има сокриено во манастир своеволно и не сакаат тоа да знае ниту нивната фамилија. Еден таков случај говори дека братот на човекот што се криел неколку месеци во манастир блиску Тиквешко езеро, значи тој предел на Тиквешијата. Брат му бил полицаец и насилно влегол во манастирот, човекот го пронашол. Така да ми отвори тоа еден сомнеш на мене, дали е тоа воопшто возможно. Се јавив на свештено лице, како што напоменав, разговарав и ми беше кажано дека манастирот и црквата не служат воопшто како институција за да некој се сокрие таму, за да побегне од... Ми беше соопштено од тој отец кој сакаше да биде разбирливо анонимен, дека доколку, како што е случајот со Миле, доколку има ваков случај што го бара полицијата и цела нација, црквата и манастирот, и покрај тоа што човекот бара да биде сокриен, ќе ја информираат полицијата и поблискиот круг на фамилијата дека лицето е во манастир и дека таму престоило. Ми беше соопштено дека на манастирот не е направен за да некој таму се крие, например, ако е убиец или нешто слично. Така да, во тој контекст ми беше кажано дека нема теоретски шанси некој таму да се крие, а да го бара полиција, а манастирот да молчи, заради тоа што отецот, како што спомна, манастирот ќе биде на еден начин како соучесник, доколку го направи тоа и дека тоа не е возможно. Така да му верувам, а пред да одиш во манастир, пред да сакаш да бидеш
таму сокриен, црквата те прашувала од која причина ти воопшто доаѓаш во манастир и зашто сакаш да бидеш сокриен дури од твојата фамилија. Така да и не секој се прифаќа да оди во манастир, не секој манастирот го прифаќа кај себе. Тоа е во однос на случајот за Миле. Вториот случај кој ме исконтактира е господја Снежана од Битола. Само момент. Гледаноста беше исто така на задоволително ниво. Над 5000 луѓе го гледале овој подкаст, што не е и така лошо, што е добра цифра. Има дури многу коментари. Жената ми говореше, жената е полициски службеник во полиција ОБПС во Битола. Ми кажуваше и на целата јавност за нејзиниот живот, за нејзиниот пеколен живот, како што соопшти таја, дека била силувана, дека била поранешен припадник на лавовите, ни кажа многу дека трпи семејно насилство, нејзиното дете исто така трпело семејно насилство и се уште трпи и женава семејно насилство, како што ни соопшти таја, од нејзиниот сопруг Грк. Така да го обработивме и тој случај. Околу гледаноста сум задоволен и еве јавно повторно кажувам дека се надевам и верувам дека овој случај ќе допре до правдата. Со нејзиното снимање и она ми соопшти и таков впечаток имам дека многу тоа ние раздрмавме околу тоа, многу луѓе слушна за нејзе и не им беше баш сеедно на одредени луѓе. Иако многу луѓе ми сконтактира, знаете, кога го работиш ова, дека некои велат, ми пишува, ми се јавува многу луѓе, тој лаже, тој кажува вистина, не веруе, вака така. Околу тоа сакам да ви соопштам следново, дека јас не сум ни судија, ни полицаец, ни нешто слично. Јас се занимавам со истражувачко новинарство, јас сум новинар. Така да, единствено што можам да ви гарантирам во моите подкасти е тоа дека човекот кој говори од другата страна на линијата е вистински човек, сликата што сум му оставил и името и презимето, тоа се работи за таа личност, заради тоа што тука имам некоја истрага, не е така лесно да обработам случај, не така се зафаќам за секој случај, апропо и секој го прифаќам, одбирам. Не велам дека не можам да бидам изважен во многу работи, јас на никого не сум ниту господ, ниту нешто слично, не можам да му го знам животот, не можам да знам дали некој измислува или ја кажа вистината, но можам единствено да, како што ви кажав, да ви гарантирам дека личноста што говори од другата страна на слушалката е таја со име и презиме и со слика. Така да, секој оној што ќе се најде погоден во тие мои подкасти, во тие мои видеа, што ќе се најде погоден од моите гости, што ќе каже, например, тоа не е вистина, тоа е лага, еве уште сега, однапред, да кажам дека не треба да биде адресата јас, не треба да ме контактира мене, него личноста која тоа го има искажено, секој јавен збор, за секој кажан јавен збор, како што е тоа во мојот подкаст, секој сам си сноси одговорност на тоа што го кажал. Јас тука не можам ништо да ни гарантирам, како што кажав. Така да, може, има институции, суд и така натака, може да си се судите, да си се тужите, да си докажувате невиност или вина. Јас само отстапувам јавен простор во мојот медиум, секој да си го каже своето мислење, својот проблем и се обидувам да го решам. Во иднина ќе правам напори
нормално овој подкаст да се зголеми квалитетно од типот на ќе се обидеме да дојдеме и до 200 страни на вистината. Значи ќе има и 2 страни, како што ќе се јавите и ќе кажете за вашиот проблем, ќе го исконтактираме и другата страна, за да ја видиме на крај и неговата вистина, па народот и гледачите да проценат што е вистина, што е лага. Тоа оставам на вас. Така да тоа би било тоа околу тој поглед. Третиот случај, после господја Снежана се јави само малце Игор од Прилеп, кој говореше за својот син кој е болен од церебрална парализа. Ни кажуваше со какви се проблеми се среќава неговото дете на училиште и во општеството, дека било физички нападнато во школа и имало обид за силување. Овие два случаеви таткото Игор ни ги објаснуваше и ни кажуваше тука за одреден број за неправилности во полициската станица во Прилеп, како бил видоизменет записникот од страна на полицискиот службеник, видоизменет, како што кажав, записникот од полицискиот службеник, и дека двата случаеви имало судски епилог, од кој едниот го добил, но не добил никакво, како што наведе господин Игор, не добил никакво оштетување, него парафразирам единствено од судијата: браво, вие сте во право, и никому ништо. Човекот се уште се бори да допре до правдата и да дојде до обештетување. Последниот подкаст и последниот случај што го снимивме е за човекот од Богданци, имал обид и за убиство, му биле кршени двете нозе, останал без дом, веќе 7 години нема куќа за живење и моментално живее во една соба во едно село помеѓу Неготино и Демиркапија. Човекот лежал 2 пати во затвор, еднашка и за убиство, иако он кажа дека тоа било самоодбрана. Го нападнале во дискотека 30 луѓе, така крупни како што соопшти, и он на негова среќа, а на жалост на овој човекот што го загуби животот, он преживел нормално, другиот починал, му извадил пиштол, Маријанчо бил со нож и така се завршил кобно тој случај таа вечер, по кој он завршил 3 години во затвор, од кој 1 година бил помилуван од председателот, така да 2 години лежал во затвор со услов 3-та година да се јавува секој дневно во затворот во Гевгелија. Така да тие се случаевите кои ги обработивме ние и јас сум прилично задоволен од тоа како се одвива во однос на гледаност, посетеност, во однос на тоа дека многу ја раздрмавме малку јавноста, внесовме свежина во овој медиумски етер, кој беше подзаспан, морам да кажам, не знам од кои причини. Јас сум на некој начин разочаран во однос на тој поглед колку македонски новинари се занимаваат со истражувачко новинарство и нема каде да се слушнат јавно овие луѓе кои имаат некаков проблем, а не па некој да им помогне. Јас сум гласот на народот и ќе продолжам тоа да го правам, а вие продолжете да го гледате мојот подкаст и секако дека нема да зажалите. Доста интересни случаеви. Се надевам дека многумина ќе допринесеме да допра до правдата и нормално дека треба да притиснете лайк, треба да го споделите ова видео како би допрало до што повеќе луѓе и да се претплатите на нашиот канал.